Еве не во уште едно издание на емисијата Успешни. И оваа недела раскажуваме успешна музичка приказна. Станува збор за младата девојка од Велес која што успешно чекори по музичките патеки кои што и ги пружа животот. Велам добро вечер и добре дојде во Успешни за Вариса Хајдарпашики. Добро ве најдов, благодарам што ме поканивте. Најпрво би сакал да те запрашам, се сеќаваш ли на твојот прв настап? Да, се сеќавам многу добро, затоа што како прв настап секако не знаеш што се случува и имаш многу трема. Тоа беше, мислам, во салата на општината за некој, искрено не знам никаков повод. Ја пеев мојата прва соло песна во животот и траеше толку кратко што не бев ни свесна кога заврши. Дали тоа беше можеби клучен момент за да почнеш да се занимаваш со музика? Не. Клучниот момент за да почнам да се занимавам со музика беше кога ми ја доделија улогата на Коштана во представата за Денот на патронатот на моето основно училиште Васил Лавинов. И иако не сваќав тогаш баш колкава е големината на улогата, реков да, добро, ќе ја глумам. Но кога почнав да учам песни и да морам да глумам, да танцувам, да пеам истовремено, дознав дека музиката е вистински предизвик за мене и дека би сакала тоа да го работам некогаш во животот. Знаеш ли како малечка дека поседуваш некој таков талент или имаше друга визија сосем за она што ќе бидам кога ќе пораснам? Како многу љубовитно дете сакав да бидам се. Во различни периоди од животот сакав да бидам археолог, сакав да бидам доктор, космонаут, се и се што. Но во еден дел кога мислам дека бевме трето оделение или второ, во нашето училиште дојдоа одговорни луѓе веројатно од нижото музичко училиште и доделија како флаери за запишување. И имаше наведено инструменти кои што може да се изберат, меѓу кои пијано. И јас, иако никогаш не сум видела пијано во живо, ниту знам како се свири или како тоа изгледа да се свири, нешто внатре во мене ме натера да посакам да свирам пијано. И убаво јас пакував пријавата да ја однесам дома и да им кажам на моите дека сакам да свирам пијано. Тие не го разбраа тоа како нешто исклучително сериозно, затоа што дете од 8 години секако има секакви желби. И така остана. Се до моментот кога во моето училиште дојде мојата прва професорка по соло пеење, Веселинка Маџарова-Андова, и го основа хорот, првиот хор кој што се надпреваруваше, кој што пееше со полн интензитет. И на аудицијата за преслушување, како мора да се преслушаат децата, дали имаат слух, дали реагираат добро на диригент и се тоа, таа ми кажа дека имам исклучителен слух и дека сум талентирана за музика. И тоа за мене беше како еден момент на откровение. И тогаш почна се. Како течеше патот на твоето образование? Бидејќи не учев нижо, очигледно, спремањето за уписот во средното музичко училиште во Скопје беше неколку месеци претходно. Учев да читам ноти, основни работи за музика, вежбав пеење со мојата професорка. И кога отидов на приемниот, буквално не знаејќи ништо, знаејќи многу малку за што е всушност музиката и за теоријата и за историјата и се тоа, се запишав во средното музичко на одсек соло пеење кај мојата професорка Искра Трпева-Арсовска. Таму поминав 4 години, како секое редовно средно образование, но како уметничко образование тоа е малку поспецифично, бидејќи часовите се одвиваат повеќе индивидуално и во мали групи и се создава една таква врска помеѓу професорите и учениците,
И таму поминав многу убави моменти со спремање и за концерти заеднички, и сама, и ги поминуваш тие фази на немање толку самодоверба за настапување на сцена, па со професорот работиш на сите тие проблеми, како дете од 14, 15, 16 години, колку и да си имал. Потоа се решив да продолжам на истиот одсек на факултетот за музичка уметност во Скопје. Се спремав исто така, иако сум учела соло пеење на факултетот, се запишуваш единствено преку приемен испит. И отидов на приемниот, ме примија и почнав во класата на професорката Весна Гиновска-Илкова. Таму останав до трета година и потоа се префрлив во класата на професорката Славица Петровска-Галичка, која и дипломирав. И тоа беше во јули минатата година. Зошто соло пеење? Има најразлични смерови, ти како особа која што не посетувала часови во нижото музичко, зошто го одбра соло пеење? Пред да се запознам со соло пеењето, јас го замислував како веројатно и повеќето луѓе како многу гласно викање, не некоја уметност, затоа што едноставно сме ограничени, немаме толку многу, посебно во помал град како што е Велес, немаме прилика да го видиме тоа во живо или некој да ни раскаже. Се одлучив за соло пеењето, можеби првично поради страста која што имаше мојата прва професорка за пеење. Таа ни не тераше да слушаме музика, на часовите по музичко ние имавме вистински часови кај што мораше да учиме, да вежбаме, да научиме сите да читаме ноти без разлика колку кој е талентиран. И ни пееше во живо оперско пеење и тогаш сватив дека всушност тоа е многу деликатна и многу тешка професија, во смисла не физички тешка, туку има многу елементи кои што треба да ги поседуваш за да станеш соло пеач и тоа да станеш успешен соло пеач. Што се треба да поседува еден соло пеач? Еден соло пеач пред се, нели, мора да поседува глас за пеење. Материјал, веројатно кога почнува да пее, тоа е во различни состојби, кај некои деца е по-природно, се по-талентирани, по-лесно им доаѓаат работите, кај некои не толку лесно, но пред се мора да има како суров производ чисто глас кој што може да се обликува со правилна работа. Друга работа која мора да поседува соло пеач е присутност на сцена. Не смее да биде срамежлив малечок на сцена, не во смисла малечок, физички малечок, туку така да се повлекува, да плашлив да биде. Сето тоа се разбира може и со работа да се постигне, но ако го имаш како природна предиспозиција си во голем плюс. Ние мораме да пееме на многу различни јазици. Јас, например, до сега сум пеела барем на 5 јазика. И се не мора да ги зборуваш сите, но мора да можеш да ги изговараш течно. И за тоа треба посебен вид на способност. Не може секој тоа да го прави. Потоа глумачки талент за глумење, затоа што една оперска представа е всушност каде што глумците пеат многу добро. Мора да може, посебно во последните години, како што одминува времето и се менуваат работите во театарот, мора да може да изрази со целото тело, посебно со својот лик, со говорот на телото, тоа што го пее. Во операта е се многу успорено. Ако нам ни треба 20 секунди да си кажеме нешто, затоа што кога се пее тоа трае многу подолго и треба тука една истрајност, еден интензитет кој што може да се издржи. И за тоа треба посебен талент и тоа се вежба и се усовршува, но како првично, како природен талент да го имаш е голем плюс.
и се разбира многу посветеност, педантна работа, желба за тоа да се направи и љубов кон музиката. Многумина што не гледаат, веројатно би помислиле дека твојот ден поминува со песна. Меѓутоа, како всушност изгледа еден ден на соло пејач? Еден ден на соло пејач. Па се трудам да секој ден да го живеам како да е денот во кој што имам некој важен настап. Се спремам бидејќи кога ќе дојде денот кога имам важен настап, не сме ништо да ме изненади затоа што ми е потребна страшна концентрација. Се трудам да живеам многу здраво, да се хранам здраво, да спиам во природни термини, да станувам порано, да бидам активна и да вежбам секој ден. Има денови кога паузирам, ама во тие денови не пеам, туку можеби читам партитури или читам нешто за музиката што треба да ја пеам, го учам текстот, учам изговор, правам вежби за дишање или некои можеби вежби за ослободување на ликот, за полесно говорење, за ослободување на вилица, за ослободување од непотребни гестикулации во пеење. Сето тоа, нели, пеачите се многу имаат многу потреба да вежбаат во огледало, затоа што не смее да изгледа како да ни е тешко, иако во моментот можеби некој дел ни е технички тежок, луѓето треба да им изгледа пријатно. И голем дел од денот, за жал, бидејќи јас не го чувствам тоа како нешто удобно, морам да го поминувам вежбајќи пред огледало, да се гледам себе си, да си ги наблюдувам сите црти и да внимавам се тоа да излезе најприродно можно. Колку време е потребно да издвоиш вежбајќи на твојот инструмент, односно гласот, конкретно пред настап, да речеме? Пред настап, точно дента пред настап, обично го поменувам денот, поголемиот дел од времето, не пеејќи, не зборувајќи, тоа е едно непишано правило кај пејачи, дека гласот мора да се одмори и го поменуваме тој ден на тишина. Непосредно пред настапот се загреваш, се раздвижуваш, се распејуваш, дори можеби акустичка проба да направиш со кој да е, дали со оркестар или со клавир, за да слушнеш како звучи во просторијата твојот глас, како се проектира. А вежбање за настап, тоа веројатно трае неколку добри месеци унапред, зависно колку време имаш. Ако имаш време да си одвоиш за себе колку ти е потребно, можеш да го разделкаш дури на 6 месеци и тоа нема да биде премногу. Но најчесто јас имам можеби месец и пол претходно да спремам цела програма, барем така до сега така ми било. Се одвојува време во денот идеално околу 3 часа со паузи измеѓу, затоа што нели гласот не е инструмент како виолината кој што може постојано да се свири, треба да се одмори, да се смират гласилките. И вежбање 3 часа дневно пеење е многу добро за кондицијата, затоа што многу ретко имате потреба да пеете повеќе од 3 часа со полн интензитет. И во оперска представа пеете арија, па имате пауза каде што пеат вашите колеги, пее хорот, или пеете дует, па имате пауза каде што пее вашиот колега, колешка или било кој. И иако тие делови каде што треба да се пее се многу интензивни, потоа имате неколку минути каде што можете да се одморите, да земете воздух, да се смирите. Затоа не мислам дека се што е повеќе од 3 часа интензивно пеење е премногу. Ентузијазмот и желбата и љубовта кон музиката може да се забележи и од сегашниот разговор, меѓутоа и оние прилики кога сум имал приватно да те слушнам и да разговараме. Меѓутоа, тоа не е само на зборови, туку доказ за твојот успех и талент се и наградите кои што ги освојуваш. Колку досега тие значат за тебе и каде
се си ги освоила срцата на жири комисијата? Па, кога вежбаш во просторија, вежбаш со својот професор, можеби со твојот најдобар пријател ќе дојде да те слушне, или можеби твоите родители те слушаат дома кога пееш и чувствуваш можеби некој напредок, дека денес многу полесно пееш или многу поубаво пееш и со време со време чувствуваш дека работите ти доаѓаат полесно, но кога ќе отидеш на надпревар, доаѓаат многу луѓе ако е меѓународен, уште подобро, луѓе од различни држави кои што можеби нешто различно работат или некако различно вежбаат и кога ќе пееш ти, па ќе ги слушнеш нив или ќе ги слушнеш нив, па ти ќе пееш и приметуваш дека докаде си стигнал. Надпреварот не може уметнички надпревар некој да те оцени дека ова е уметност, ова не е уметност, ова е добро, ова не е добро. Тоа е многу тешко да се направи. Затоа наградите не секогаш треба да се земаат здраво за готово, затоа што многу е тешко кој ќе биде толку компетентен. Во прашање си моменти, различни ситуации. Да, се случува некогаш да си се спремал со месеци и да мислиш дека ќе биде секако што треба, но во еден момент нешто ќе се случи, една мала деконцентрација и ќе излезе многу погрешно. Нормално тоа со време и се вежба, со искуство учиш како да се исконтролираш во секаква ситуација. Но наградите на надпревари пред се за мене се доказ дека јас сум стигнала на исто ниво како моите колеги од секаде од светот. Дека мојата работа може да биде признаена ако отидам било каде. Затоа се наградите добри. А реално до сега сум настапувала во Црна Гора, во Бугарија, во Србија и во Москва. Да. И како си помина на сите тие дружења? Како се случува? Како луѓето таму го живеат овој филм кој што ти тука со години го градиш и го живееш? Па, можеби ќе се зачудите, но исто. Тоа се правилните чекори за да се изгради една кариера. Сите мои колеги кои што сум ги запознала и со кои сум останала во контакт се грижат за својот глас и за својата кариера на сличен начин како јас. Нема друг рецепт, нема некој инстант рецепт за станување соло пејач. Сите тие учеле со години, 10 години, колку и да е, соло пеење и се надградувале себе си за да можат да дојдат на тој надпревар и да станат пејачи. Тоа што е можеби различно е едноставно во културата на околината. Да, како публиката реагира на сите тие настапи? Покрај надпреварите ти остваруваш и концерти на меѓународен план, покрај лично и приватно со ансамблите кои што настапуваш? Пак, многу зависи од традицијата и од културата на државата во која што настапуваш, каде што луѓето имале повеќе прилика да се сретнат со оваков вид на музика и има искрени љубители на убавото пеење. Публиката е многу желна да слушне млади пејачи, да слушне нешто ново, да слушне нешто што не го пее секој, да се обработи некоја нова програма, нешто што можеби е заборавено. Кај нас, за жал, имаме само една оперска куќа и најчесто сите поважни културни збиднувања се случуваат во Скопје. И како помали градови како Велес или Безразлика, нема толку прилика да слушнат во живо некој да ги понесе и да ги натера да истражуваат повеќе за соло пеењето. Мене многу пати ми се случило да отидам на концерт кај некој колега или без разлика дали тој бил пеач или бил инструменталист и да слушнам нешто што тој ќе отсвири или ќе отпее и потоа да
чувствувам потреба да истражам околу делото, околу историјата на делото, за композиторот. Затоа што и многу малку генерално има пеачи во помалите градови, сите се концентрираат околу својата оперска куќа, институцијата каде што ќе работат. Народот е по резервиран кон тоа. Не значи дека тие можеби нема да уживаат. Да, зошто ги одбегнуваат настани? Тебе конкретно во Велес се случувале и твои концертни рецитали и на сите останати музичари. Зошто е многу мала посетеноста на тие културни збиднувања од повисок тип? Некако луѓето не сакаат да ја отворат и душата и срцето кон таа музика. Зошто се плашат? Мислам дека е генерално од неинформираноста. Луѓето мислат дека класичната музика е страшна. Многу за мене, јас го сметам тоа како лош термин, сериозна музика. Воопшто не е сериозна. Класичната музика е музика на душата, на животот, и на среќа, и на тага, и на депресија, и на радост, и на се. Генерално, мислам дека луѓето, затоа што никогаш претходно немале слушнато нешто, за жал не се посветува во образованието, во образовниот систем доволно внимание на музичкото образование. И медиумите веќе многу малку ја застапуваат класичната музика, генерално. Луѓето немаат прилика ни да имаат представа што значи тоа да одиш на концерт на соло пеач. Можеби мислат оној стереотип на некоја швеѓанка со рогови, како што се представуваат обично во медиумите на шега оперските пеачи, една потака замашна господја што пее многу гласно и вратни жили излегуваат и е црвена во ликот. Но соло пеењето, особено во мали рецитали, е многу интимна работа каде што луѓето треба да дојдат да се одморат, да уживаат во гласот на пеачот, затоа што тие не би седеле многу подалеку од ова растојание и би можеле да ја слушнат секоја нијанса на гласот, секоја емоција на пеачот. Мислам дека луѓето кои што еднаш ќе дојдат и биле еднаш на концерт кој што поминал успешно и пеачот ја имал вистинската интенција во пеењето, многу често го менуваат мислењето за тоа што значи оперски пеач и што значи класична музика. Бидејќи генерациите се менуваат, дека нема таа презаситеност од популарна електронска музика да остане за секогаш таква и дека класичната музика како музика на истрајноста, затоа што сериозно треба концентрација да се издржи еден концерт, една симфонија и еден концерт кој што траат 1,5 час, а да не се заспие, да се ислуша со разбуден ум, затоа што единствено така може да се ужива во музиката. Исто мислам дека е проблем како незапознаеноста, но многу е тешко од едно слушање да разбереш што сака класичната музика да каже, затоа што таа е толку слоевита и толку секој пат можеш да најдеш нешто ново во неа, што луѓето понекогаш им доаѓа како премногу. И мислам дека заради тоа ја избегнуваат, бидејќи сметаат дека јас дојдов да се одморам, а не да се уморам. Затоа што има дела, секако, треба да знаеш на кој треба да одиш за да се одмориш, а на кој за да се сконцентрираш и да научиш нешто повеќе за својата духовна состојба. Тоа е, мислам дека само тоа е генералниот проблем, зашто луѓето ги избегнуваат концертите на класична музика и зашто мислат дека едноставно нема да се пронајдат таму. Како течат подготовките за тие концерти кои што ги остваруваш? Како за еден рецитал, а како се одвиваат подготовките за една оперска представа? Како што реков, зависи колку време имате на располагање. Ако имате колку сакате време, можете да си ги поделите
одговорностите така да ви дојдат како најприродно си течат. Еден рецитал се спрема на начин на кој што прво бирате дали тој ќе биде тематски. Например, дали ќе се изведува дела само од еден композитор по некој повод, неговиот роден ден или годишнина од неговата смрт, или едноставно чествување на стилот на неговата музика. И рециталот ќе се спреми така што кога ќе ја изберете програмата, прво ќе ја сработите на начин на кој што треба да има течение. Од најмирното дело за почеток да ги воведе луѓето, или најбрзото, мора контраст да има. Обично луѓето кога доаѓаат на рецитал се на почетокот посконцентрирани и многу полесно е да се почне со некое посмирено дело. И како одминува концертот им треба нешто што повеќе ќе ги ангажира. И мора на тоа да се мисли. Потоа мора да се мисли на способноста за издржување на целиот репертоар, дали ќе има пауза, дали ќе тече цел. Од кога ќе се избере програмата и ќе се решат сите тие проблеми околу програмата, се работи на точно изговарање на текстот, преведување на текстот ако е на јазик кој што не го разбирате, и обмислување на приказната на секоја една песна или арија што треба да се пее. Кога ќе се обработи текстот, оној текстуален текст, се работи на музичкиот текст, и потоа тие се спојуваат и се работи на впечатокот, што треба да се остави со текстот текстуален и текстот музички. И кога ќе се одработи секоја една песна, се работи целиот програм во целина за да има смисла. И тоа отприлика е спремањето на еден рецитал кој што може да трае околу 40 минути, час и половина, зависно од можноста на пејачот колку може да издржи и колку сака да пее во моментот. Спремањето може да трае, ви кажав, зависно колку имате време. Спремањето оперска представа, од друга страна, е многу покомплициран процес, затоа што самото дело е обемно, многу пообемно, и има многу повеќе елементи кои што треба да се сработат. Прво, јас досегашните искуства што сум ги имала лично и што ме подучувале моите професори како се спрема едно оперска представа, како музичко дело, е дека прво почнувам со читање на текстуалниот текст, како роман, како книга. Точно да разберам која улога има секој лик во представата, која улога има мојот лик, каков карактер е, како се доживува себе си. Потоа читам се што можам да најдам што е историски поврзано со представата и со периодот во кој што таа се случува. Потоа работам на музичкиот текст на моите делови кои што треба јас да ги пеам, на моите арии, на дуетите, терцетите што ги пеам со моите колеги. И тоа е од прилика, во меѓувреме размислувам и за драмското действие. Не премногу, затоа што тоа ќе следи подоцна. Тоа е делот кој што треба јас сама да го сработам. Потоа почнуваат пробите, музички проби со корепетитор, каде што се чита текстот, се пее, се учи улогата во целост. И потоа, или во меѓувреме, почнуваат пробите со режисер. На режиските проби се работи секое движење, секој гест. Прво без музика, потоа делумно со музиката, за да се вклучат, да имаат природно течение сите тие движења, а потоа целосно со музика, каде што се вклучуваат и диригент, и корепетитор, и режисер, и сите колеги, и мора представата да оди во течение. Потоа има проби со оркестар, кои што се нарекуваат зицен, седечки проби, каде што се поминува целата представа, седечки со оркестар и со диригент. И потоа има сценско-оркестарски проби, кои што се изведува представата со цел оркестар неколку пати, вклучувајќи подоцна и костимска проба и 2 генерални проби пред представа.
Значи, тоа генерално трае околу 1 месец. Тоа спремање од делот каде што почнуваме, каде што јас почнувам работа со институцијата, а претходно моето спремање лично може да трае исто колку што имам време на располагање. За да има една успешна представа, сите луѓе во представата мора точно да си знаат своите места и да знаат што треба да кажат и да направат и да отпат во точно одредено време. И сите да имаат истата замисла за действието и за печатокот што сакаат да го остават. И што вариса повеќе сака? Рецитал или опера? Рецитал или опера? Многу се различни. Оперската представа е еден сублимат на сите уметности, затоа што имате и глума, и танц, и пеење, и оркестар, и се вклучено. Да се изведе една представа е огромен успех, затоа што низ текот на тие проби вие сваќате колку многу вложувате и нестрпливо го чекате тој момент кога ќе дојде представата и луѓето ќе видат што се сте сработиле. Рециталите се многу поинтимни, каде што луѓето се многу поблиску до вас и многу посуптилно можете да им ги покажете емоциите што ги имате за музиката, вашите идеи, вашите замисли. Многу се различни и не би можела да изберам нешто што повеќе сакам. Мислам дека се потребни и двете, затоа што едните се како суптилна уметност ве враќаат кон себе, а другите како една многу екстровертна, многу покажана јавно, ве носат надвор од себе, надвор од својата личност, од својот центар и се гледате себе си од еден друг агол. Мислам дека и двете се многу потребни за кариерата. Значи, покрај овие твои соло настапи, независно дали се работи за оперска представа или за рецитал, настапуваш и како дел од хорот Злата Мегленска, меѓутоа и нашиот градски хор, хорот Свети Кирил и Методи. Какви се тие дружби, тие случувања? Сте настапиле на доста интернационални и надпревари, меѓутоа и концерти. Да се пее во хор е една од најубавите работи. Да се пее генерално е убаво, но да се пее во хор е нешто повеќе. Хорот како ансамбл мора да дише како еден. Значи, имате во хорот од 16 до 60 луѓе. И сите мораат истовремено да реагираат на знаците на диригентот и истовремено да дишат, буквално. Јас ја имав честа да пеам како помош во нашиот хор, кој е основан од мојата професорка по пеење, Веселинка Маџаровандова. Тие се младински хор и се многу живи, многу ентузијасти за својата работа и напредуваат многу добро и ќе слушаме многу за нив и на домашно и на меѓународно ниво. Хорот Света Злата Мегленска е хор кој што постои долго време и кој што веќе етаблиран во секоја смисла на зборот, настапувале на безброј сцени на секаде во светот. И јас се приклучив бидејќи едноставно од студентските денови и претходно ми беше потребно пеење во хор како активност. Да се пее во хор и дружбата со хор е незаменлива, затоа што од кога ќе поминат сите настапи, сите концерти, веројатно кога сме на турнеја или не мора да значи, сите се опуштени и сите сакаат да се дружат и убаво да поминат. А пеењето со хор на странски сцени е едно искуство што не може да се опише или да се спореди со пеење соло или пеење представа, затоа што одговорноста е различна. Кога пееш сам, си одговорен само за себе. А кога пееш со хор, чувствуваш одговорност за сите луѓе. И тоа е еден настан кој што многу го зацврстува карактерот на личноста.
И сметам дека луѓето би требало да пробаат да пеат во хорови, иако за жал сега немаме доволно хорови во градов, за разлика некои држави, например како Полска, кои што имаат по неколку хора во секој град, без разлика дали тој имал 100 жители или 100.000 жители. Но нека покажат интерес, ке има некој кој што ќе може да основа хор. Која дестинација е следна или кои се следни проекти кои што можеме да ги очекуваме? Следна дестинација се 2 концерти во Србија, кои што ќе се одржат на крајот на јуни. Тоа е нешто на кое што работев во последниот период. Еден концерт веќе одржав таму, а еден се одржа во Скопје. И како некоја мини турнеја, тоа ќе биде заклучокот на мојата работа. Работев на програма од импресионизмот, многу убава програма, многу импресионистичка, со многу убави песни од најпознатите автори како Дебюси, Форе, Мио и тоа ќе биде нешто што ќе работам сега наредниот месец. Потоа имаме турнеја со хорот Света Злата Мегленска на суперфинале на светска хорска олимпијада во Сочи, во Русија. А потоа од септември веројатно ме очекува некоја работа во Македонска опера и балет, иако тоа е веќе далеку од сега, па не можам да кажам со сигурност, но во секој случај има проекти. Јас останува да ти се заблагодарам за твоето гостување во нашата емисија. Се надевам дека поттикнавме нашите гледачи да размислуваат на оваа тема класична музика, па да се надеваме на што повеќе посетители на вашите концерти. Уште еднаш ви благодарам што ме поканивте и што сакате да им ги обелодените на луѓето работите како и професиите како мојата. Вас, драги гледачи, останува да ви закажам нова средба за 7 дена и уште еднаш да ве потсетам да не ги одминувате постериите низ градот и да се потрудите да посетите некоја културна манифестација, затоа што тоа ќе ви ја облагороди душата и ќе ве научи на многу нови работи. Пријатна вечер!